Политиката длабоко навлегла во студентскиот живот, се согласуваат студентите. За утре студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи закажаа протести пред платото на факултетите кај Битпазар. И нивните колеги од Тетовскиот државен универзитет исто така ќе протестираат. Скопските студенти бараат слободен индекс, да не се плаќа така наречената државна квота и подобри услови во студентските домови. Студентите од Тетовскиот универзитет пак се незадоволни од средствата што ги издвојува државата за универзитетот. И за едните и за другите протести во јавноста кружат гласини дека се поддржани од партии од опозицијата. Студентот Андреј Анчевски вели дека биле свесни дека партиски ќе ги обојат, но ќе издржа се за да си ги добија своите права. За жал не може да се избегне наводната политизираност, не може да се избегне обвинувањето, ама може само да се искрен во намерите и преку со примерот да се покаже дека тие обвинувања не се точни. Сојузот на студентите од Кирил и Методи не го поддржуваат протестот на студентите со образложение дека правата може да си ги бараат преку институциите. Нивниот председател Самуил Малчевски вели дека општеството во кое живееме, вклучувајќи го и студентското движење, е премногу исполитизирано. Што се месува до студентското движење, че тоа сето може да се избегне со добар и силен закон за студентско организирање, за кој што ние веќе 2 години се залагаме, ама никако да најдеме слух од институциите да го донесат тој закон. За разлика од скопските, тетовските студенти добија јавна поддршка од ДПА. Од друга страна пак заменик преседателот на владата Абдулаки Мадеми по најавите на студентите од Државниот универзитет во Тетово дека ќе протестираат, упати апел да не бидат политички манипулирани. Политикологот Филип Петровски, познат и како организатор на студентските протести од пред неколку години, вели дека политичките партии сакаат да ги контролираат студентските организации. Политичките партии и политичките првенци се свесни дека силата, новата надоаѓачка сила на општество е практично во студентските движења и затоа се трудат и даваат се од себе да на некој начин ги контролира. Вели Петровски додава дека доколку студентите се добро организирани, нивниот глас ќе се чуе и тие ќе си го добијат местото кое го заслужуваат како движечка сила на општеството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.